Скопските улици зедоа уште една жртва. Загина 16 годишен моторџија во Чаир, откако ноќеска се судрил со 14 годишник на тротинет. Според првичните информации од обвинителството и од МВР, тинејџерот немал возачка дозвола ниту кацига, а возел и со прекумерна брзина мотор од 400 кубици, кој според законот не смел да го вози. 14 годишникот со тротинетот пак завршил со повреди на клиниката, каде е задржан на лекување. Во секторот за внатрешни работи Скопје е пријавено дека на улица Цветан Димов во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу мотоцикл Piaggio Beverly со скопски регистарски ознаки, управуван од 16 годишник од Скопје и електричен тротинет управуван од 14 годишник од Скопје. Нем сведок за трагичната несреќа остануваат трагите кои се правеле при увидот доцна синоќа, а во меѓувреме се обезбедени снимки од околните објекти кои треба да помогнат во расчистување на случајот. Несреќата се случила токму на ова место, кога моторџијата со огромна брзина се приближил до тротинетот, удрил во него, загубил контрола, паднал, каде што настанала и самата смрт. Според искусните моторџии, кои со децении возат на две тркали, најмалите грешки во сообраќајот доведуваат до смрт на мотоциклистите. Ленин Јовановски, долгогодишен лидер на моторџиите ноќни волци, вели како и за секое друго возило, пред да се седне на мотор треба да се поминат обуки и да се положат возачки испити, но и да се созрее, бидејќи во спротивно животната опасност е огромна, особено во градските средини. Возење на моторите без возачки дозволи е незамисливо, особено на малолетните деца. Никако не треба да им се дозволува да се качуваат на мотори кои што не се прилагодени за нивната возраст, и дури на оние кои што имаат право да ги користат во одредена година и до одредена кубикажа, незамисливо е да се дозволи да толку млад човек се качи на голем мотор. Практично е самоубиство да се качите на голем мотор и да возите, особено ако немате возачка дозвола, немате претходно искуство и не му се плашите на моторот. Обвинителството во меѓувреме поведе уште една истражна постапка за 33 годишен моторџија без возачка, кој исто така во Чаир на пешачки премин пред училиште удри 10 годишно девојче, кој од ударот заврши со тешка повреда скршеница, а возачот доби домашен притвор. Вчера во Чаир беше удрен и 70 годишен велосипедист од автомобил и тој заврши на клиника со тешки повреди. А во билтенот на МВР, кој секојдневно се полни со несовесни возачи, вчера по полициските контроли завршија уште 3 лица од Куманово и Кратово кои биле приведени. Возеле пијани, кај двајца бил измерен алкохол во крвта над 1,5 промили, додека пак кај оној од Кратово, кој не застанал на полицијата и се обидал да им побегне, биле измерени дури 2,28 промили алкохол. Сите тројца ќе се гонат поради безобзирно управување со моторно возило.